Профитот во текстилните фирми го снема. Баслосновните суми за работувачки за кои се зборува во службените документи не постои. Според нив, газдите работат за малку пари, а во некои случаи за речиси ништо, велат истражувањата на сектор. Според нив, трета во државата и најголема во источниот регион е штипската компанија Албатрос, која лани имала приход од 3,9 милиони евра, а кои ги оствариле 388 вработени. Меѓутоа, добивката од големите речиси 4 милиони евра е само 2% или 78.000 евра. Втора во регионот е Кочанската Алма, која лани ангажирала 112 вработени и остварила 3,13 милиони евра приход, од кој прикажала заработувачка од 170.000 евра со профитна маржа од 5,4%, односно двојно повеќе од Албатрос. Трета и четврта на овој список на најголеми се штипските фирми Линеа и Грантекс. Првата сработила 1,83 милиони евра, но профитот е само 1% или околу 18.000 евра. Книговодствено, подобро работел Грантекст, зашто со приход од 1,46 милиони евра и 210 вработени, за газдата чисти останале нешто над 70.000 евра. Штипската Астиба Бейзик со само 30 вработени имала приход од 750.000 евра, но добивката повторно е мала наспротив купниот приход, зашто условно речено е само 25.000 евра. Кулминација на бројките кои за некои се нелогични е примерот со Фротекс од Делчево, кој со 29 вработени има приход од 570.000 евра, заработувачката е само 4.500. Доколку ова се реалните приходи и добивки во оваа индустрија, тогаш простор за размислување во сите правци има многу и во тој случај основно прашање е дали вака ниската профитна маржа е веќе исплатлива? Дали навистина на хартијата може да и се верува? Сега станува збор за преживување на овие компании за следните 3, 5, 10 години, а не за профит. Трошоците на работењето растат и тоа не само плата, туку сите други трошоци. А за последните 10 години трошоците на работењето се пораснати за 70%, а додека курсот на еврото е ист, цените се дури и намалени некаде. И во тој случај вие сами ќе процените како е могуче да расте профит или да има профит. Според ова и на прв поглед, текстилната индустрија кај нас се движи не само во насека на непрофитабилност, туку и на неодржливост. Па прашањето за стручните е која е најниската профитна маржа за бизнисот да има перспектива? Без 20% не би можело да се работи профитабилно во текстилот. Бидејќи, пак ќе кажам, тоа е условено од трошоците кои што ги прави тој текстилен производител за да дојде до готов производ. Бруто плати, трошоци за администрација, за даноци, така натаму. Сите тие трошоци формираат продажна цена во која се содржана и маржата. Но во целата оваа игра со бројки има и други моменти. Во услови кога одреден производител, трговец зема кредит, тој во моментот на земањето на кредит нема трошок, поточно кредитот ние не го сметаме за трошок, туку трошокот ни е ратата која произлегува тој кредит. Ратата, тоа значи отплата и камата еднакво на главница. Значи, тој производител или трговец треба да ја вкалкулира и трошокот, да го вкалкулира и трошокот за камата во цената на чинење на тој производ што го нуди на пазарот. Освен ова, веројатно има и нешто кое можеби е клучно. Политиката на прогресивен данок на многу фирми принуди добивката да ја иселат надвор од државата. Можеби, меѓу нив има и фирми од текстилната индустрија.